Здраво на сите, јас сум Маријана и денеска сум тука за да ви ја објаснам нашата најнова мини HR академија, која што е всушност целосно практична и забрзана програма, што ќе започне на 13 јуни. Местата брзо се пополнуваат и јас сум тука за да ви дадам еден вовед на она што ќе се изучува на програмата. Меѓутоа, најпрво би сакала да ве поканиме штом ќе кликнете на нашата мини HR академија, која што е на credithubacademy.co/mini-HR-academy. Може да ја симнете нашата бесплатна коучинг книга, која што е напишана од мене, и каде што во детали се обидовме да разработиме некои од елементите на самиот коучинг. Коучингот како дел од HR сметам дека е еден од најзначајните, бидејќи HR е професија која се базира врз комуникација, комуникација со вработените, комуникација меѓу вработените, и HR-от пред се треба да биде коуч, меѓутоа исто така треба и да ги научи идните лидери како да применуваат коучинг техники кога разговараат со нивните вработени, независно дали решаваат некој проблем или пак им даваат фидбек за нивниот перформанс. Треба да бидат добри коучи или тренери и затоа поканувам најпрво да ја стигнете оваа книга, а потоа одиме и со објаснување на целосната академија. Како што кажав, ние сме веќе 5 години на пазарот. Почнавме во 2017 година со нашата канцеларија во Скопје, 2019 отворивме во Приштина и еве сега сме 2022 во Мајами, од каде што ви ставам и јас. Меѓутоа, она што го стекнавме како искуство овие години е дека на луѓето им се потребни брзи вештини, немаат сите 5 или 6 месеци да посветат на учење на академија, и затоа се обидовме да направиме една програма која што ќе биде само 3 недели, 3 пати неделно во период од 3 недели, каде што навистина ќе добиете најзначајни брзи и практични вештини. Живееме во време на инфлација, каде што сите ја разбираа потребата да имаат уште една професија, да имаат додатна заработувачка, и една од новите професии која што и како е интересна, можеби би рекла и една од најпозитивните професии работата со луѓе токму HR-от. HR или дигитален маркетинг според мене се можеби најлесни за транзиција, за разлика од data science или фронтенд, каде што навистина треба да имате пасија за кодирање, за пишување код или пак за анализирање на податоци. Но да се навратиме на нашата мини HR академија. Оваа академија ќе биде целосно практична, односно вие ќе работите, секако со моја помош, со моје менторство, меѓутоа нема да биде слушање на презентации и фаќање на прибелешки, туку ќе биде анализа од ваша страна и изработка на сето она што го зборуваме преку користење на вашите лични знаења и критичко мислење. За кого е оваа програма? Оваа програма е за било кој што сака да започне да работи во областа на човечки ресурси, независно дали има веќе некое презнаење, исто така и за луѓе кои што можеби работат во областа на човечки ресурси, меѓутоа им фалат знаења од аспект на employer branding, од аспект на коучинг, од аспект на регрутација на кадри. Зошто ги избравме токму овие 3 теми? Ги избравме бидејќи неретко луѓето прашуваат дали можам јас да работам фриленсер со HR. Секако дека да. Една од најбараните професии, односно да речем вештини кои што ги имаат HR-ите е токму регрутација. Односно регрутација на кадар, можете тоа да го работите како фриленсери во вашето слободно време и да заработувате повеќе. Зошто луѓето се преквалификуваат? Се преквалификуваат бидејќи пазарот на труд едноставно дава можност за нови професии кои што се подобро платени и кои што за разлика од минатото не ви се потребни 4 години да вложувате, можете тоа да го направите брзо за пократок период, да транзитирате и да направите навистина промена во вашиот живот. Време траењето на академијата е 20 часа, односно 3 недели, а академијата ќе заврши на 30 јуни. Сите предавања се после 17 часот, бидејќи разбираме дека голем дел од луѓето се и во работен однос. Академијата е на македонски јазик, меѓутоа потребни се знаења и од англиски јазик, бидејќи ќе работиме по книги на Harvard Business Review и целосната програма е базирана врз практични case studies од Harvard Business Review, така што дефинитивно е потребно знаење од англиски јазик за да можете да ги разберете материјалите кои што се користат.
Реков дека ова мини академија е базирана на 3 теми: регрутација, employer branding и коучинг. Јас ќе бидам вашиот ментор, јас сум член на Forbes Business Summit. Можам да кажам дека најзначајни вештини кои што ги поседам се токму имплементација на перформанс менеджмент, тренинг девелопмент, коучинг техники кои што неретко ги преминувам во моите 2 тима. И секако развој на кадри. Всушност и нашиот бизнис е развој и професионален раст на луѓето. Детална програма. Би сакала малку да се задржам на тоа. Значи ќе работиме тактики и техники за најдобри кандидати за интервју, како да се препознаат, како да им се пристапи, како да се направи таа селекција. Со овој сега нов начин, можеби на хибридна работа или дел онлайн, дел од канцеларија, се повеќе самите HR-и добиваат задача да регрутираат луѓе кои што не ги запознале, како тоа да се направи, како да се препознаат вештините, а доколку немате некоја претходно искуство за истите. Кои онлайн алатки да се користат за регрутација, што е skills-based approach. Неретко ќе слушнете дека вработуваме врз база на вештини, а потоа го развиваме талентот. Меѓутоа, што на вистина значи тоа, дали сте се запрашале и како би можеле вие како HR да препознаете какви вештини имаат луѓето. Понатаму, една нова алатка која што и такако станува многу популарна, employer branding, или јас како што го викам, начин на кој што ќе ги искористиш твоите вработени преку нивното позитивно мислење за компанијата во адвертайзинг на една позитивна слика на компанијата. Employer branding е доста барана алатка или вештина, особено во странство, и ќе работиме малку подетално, ќе разберете и ќе видите самите дека можете самите да искористите и да ја ставите во вашите job description-и, во стратегијата на компанијата која што ќе ја позиционирате и во рекламите на онлайн регрутацијата. На некој начин дури ќе му помогнете на тимот за дигитален маркетинг, бидејќи вие ги имате вработените, од друга страна маркетинг тимот треба да ја маркетира компанијата, меѓутоа како најдобро ако не преку искуствата на вработените кои што се во вашата компанија. А вашите вработени се вашето најдобро огледало, вашиот најдобар маркетинг. Ако тие се доволни, ако тие се среќни, а HR-от и како треба да биде ориентиран према тоа да ги направи среќни вработените, тогаш сликата за компанијата ќе биде несомнено многу добра и нема да имате проблем како HR да регрутирате добар кадар, бидејќи добриот глас надалеку се слуша. Па така искуствата на вашите вработени. Завршуваме со коучинг, како да ги подготвиш вработените за коучинг. Ке направите си една многу детална коучинг презентација, не само како да ги подготвите, имаме различни типови на вработени, како да им се пристапи на нив, како да се изгради една коучинг стратегија за различни нивоа на вработени и така како треба да се има, особено за новите лидери или оние кои што допрва ќе ги развивате во супервизори, а кои што немаат вештини, коучинг вештини на комуникација и кои што првпат ќе се соочат со тој проблем, па така што ова ќе ви биде од голема помош и ќе може да го имплементирате во било која компанија. Компанија без компанијска култура е осудена на пропаст. Мислам дека е вистинско време да започнете да работите во областа на HR, бидејќи се повеќе компании ќе има човек кој што е специјализиран само за ова, а доколку сте едни од првите, тогаш шансите за раст би се и такако големи во оваа професија. Ова ќе го работиме во детали, секако и други аспекти. Меѓутоа, она што можам да го кажам е дека работиме на целосна практична програма. Во самата програма ви се вклучени и сите студии случаи кои што ќе ги работиме од Harvard Business Review, значи не треба вие да ги купувате, ние сме ги купиле за вас. И секако моето знаење, се она што можам да ви го пренесам како достапност за да навистина да бидете една успешна приказна на крајот на оваа академија. И самите да се чувствувате среќни тоа што навистина сте научиле нешто и сте стекнале поголеми вештини. Во моментов имаме активна Early Bird понуда, јас ве поканувам да ја искористите, бидејќи трае само уште неколку дена. Секако со оние кои што се заинтересирани и кои што би сакале да имаат американски признаена диплома, ние сме член и од Society of Human Resources Management или SHRM. Нашата академија е акредитирана, така што за оние кои што би сакале да бидат дел,
секако постои можност и за да се стекнат со оваа сертификација. Ова ни е првата академија, втората ќе објавиме во јули, која што ќе биде целосно насочена на перформанс менеджмент. Мојот најомилен дел од областа на HR. Тоа би било се за денес. Доколку имате некои прашања, јас ви стојам на располагање, можете слободно ме контактирате мене или пак моите колеги на 071 214 849 или пак на contact@creativehub.mk. Поздрав и се надевам се гледаме на мини HR академијата.